Добро утро, Јована, повтор пат. Утрово разговараме со господинот Борче Георгиевски од јавното предпријатие Водовод и канализација од Скопје. Изминативе денови имавме врнежи од дожд. За среќа денеска немаме, меѓутоа тука сме за да прашаме каков е квалитетот на водата за пиење по овие врнежи на дожд. Понатаму колку и како се чистат шахтите, но и колкава е свесноста на граѓаните кога станува збор за одржување на шахти, што е оно што најчесто го фрлаат во канализационата мрежа. Борче, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Ке започнам со првото прашање. Изминатиот период кажав дека имавме врнежи од дожд. Како тие врнежи влијаја врз квалитетот на водата за пиење? Изминативе врнежи, како и секогаш, се барани, треба да има дожд, секогаш, не влијаат на квалитетот на водата. Водата си е со највисокиот квалитет, како што знаеме, ние пиеме една од најчистите и најквалитетните води на Балканот, можеби во Европа. Немаше влијание кое што би направило некоја измена на квалитетот. Ние вршиме постојани испитувања, секојдневни испитувања на водата и граѓаните може да бидат безгрижни, пиеме вода со највисок квалитет. Тоа значи дека нема простор за загриженост и дека скопјани пијат чиста вода? Нема простор за загриженост, водата е чиста и исправна. Така. Господине Борче, во најавата ги споменав и шахтите, но и колекторите. Какви активности превземате за чистење на шахтите и колекторите и што е на што најчесто го наоѓате во овие шахти? Шахтите и колекторите се чистат секојдневно со одредена динамика која што ние сме се зацртале, нели? Прочистувањето се врши пред се со камиони, односно со цистерни под притисок, цистерни под вакуум, имаме и влечни машини, приколки кои се со помал капацитет и вршиме постојано прочистување на цевководот, односно на цевките и на шахтите, како и сливниците. Нели, нешто мора и рачно да се работи, односно чистењето на сливниците, чистење од талок зборувам, се чисти рачно, нели, се вади тоа ѓубре што нели дождовите го нанесуваат во самите сливници. Листја, останато ѓубре кое што може да влезе меѓу решетките на сливниците, тоа сте го приметили, тоа задава најголема болка во смисол на моментално запушување. Значи, кога врне, цевководот е чист, очистен, одржуван, како што кажав, секојдневно одржување имаме, но ѓубрето кое што, нели, листјата кои што паѓаат и останато ѓубре кое што непотребно се фрла по улиците, по тротоарите, дождот го носи, го нанесува врз сливниците и така доаѓа до моментално запушување. Тогаш може би сте приметиле, ние често пати снимки објавуваме како за кратко, за неколку секунди, само што ќе го прочистиме сливникот површински одгоре, кога ќе ги трнеме листјата или некоја кеса или некоја шише и веднаш се апсорбира, така да тоа е најголемата болка за запушување. Колку граѓаните се свесни во поглед на одржувањето на јавната канализациона мрежа и кои се најчестите пропусти што придонесуваат до запушување и можни поплави? Како што рековте вие, еве и тој збор пропусти, и јас би го спомнал дека пред се станува збор за невнимание, за невнимателност. Да речеме, се случува да во ВЦ шолјата случајно ни падне нешто. Али тоа секако е од невнимание. Не верувам дека некој нешто намерно би фрлил тврд предмет, може случајно да падне. Најопасно е она што не го знаат повеќето од граѓаните, дека, да речеме, памперси, влошки, а пред се влажни марамчиња, кои што се од неразградлива природа, не треба да фрламе од шолите, никако, апсолутно, затоа што тие ги прават најголемите запушувања, се собираат на едно место, на колената, на косите рачви и прават запушување кое што ја запушува целата вертикала во зграда или во куќа и така натаму и така натаму. Тоа се најчестите запушувања од невнимание, пред се ви рекол, и можеби од неедуцираност. Сега, уличната канализациона линија, која што ни се запушува најчесто од, исто така, да речам, од невнимание при изведба, пред се на нови улици или кога ќе влезе песок, асфалт не се случува да не влезе во линиите, пак ќе речем при изведба или санација на
улиците, тоа е сепак од внимание, додека се случувало и може би и намерно фрлање на тврди предмети во шахтите, кое што веќе би го нарекол као намерно или вандализам. Се наоѓали тврди предмети кои што не се за во шахтите. И за крај на нашиот разговор, кои превентивни мерки ги превзема јавното претпријатие Водовод и канализација за да се намалат ризиците од излевање на и од поплави во периоди кога имаме интензивни врнежи од дожд како што имавме изминатиот период? При големи врнежи, значи при голем обем на врнежи, секако нашиот систем може да го поднесе тоа, правиме сега мора да направиме разлика од врнежи кои што се како што беше во Стајковци, ако се кажате, тоа беа така наречени 100-годишни дождови, тоа е веќе нешто што не може системот, ниеден систем не може да го поддржи тоа, односно нема капацитет да собере толку вода која што наеднаш би надошла. Инаку вака како што сега врнежи, ние имавме големи врнежи, интензивни врнежи, меѓутоа беа постојани. И кога нашиот систем е чист и проводен, зборуваме за уличната канализациона линија која што е во должина од 1070 км, која што ние одржуваме, кога е проводна, кога е чиста, немаме проблем од запушувања и постојано ги одржуваме, како што кажав, со цистерни под притисок и вакуум. Имаме динамика која што сме одредиле на 3 месеци, значи секоја улица ја чистиме на 3 месеци, односно сите шахти. Некојаш граѓаните реагираат, не сте дошли одамна, не сте чистеле, или пак само цистерна си стоеше таму, немаше ништо, значи нашата активност сепак е малку и подземна, нели? Правиме муавет за цистерна под притисок, која што со црево под притисок ги чистиме линиите и граѓаните не им е јасно што се работи. Може би некои знаат, а инаку рачното чистење го правиме, како што кажав, со лопати, со грибла, рачното чистење на сливниците. Така. Кои што се најбитни за абсорбирање на водата од врнежите. Така да, реков, само моменталното запушување од наносите што моментално дождот или ветрот ги нанесува врз сливници. Господине Георгиевски, ви благодарам што бевте утро во дел од Македонија наутро. Ви благодарам и вам. За тоа каква е водата за пиење по обилните врнежи изминатиот период во Скопје, но и на колку време се чистат шахтите, утрово разговаравме со Борче Георгиевски од јавното претпријатие Водовод и канализација од Скопје. Јована?